Здраво и добро дојдовте во ова видео каде што кратко ќе збориме за восоци и сапуни. Сега, восоци се всушност липиди, кои што се составени од виша масна киселина, може да биде заситена или незаситена, која естерифицира со некој долговержен алкохол. Значи масна киселина најчесто има од 14 до 36 јаглеродни атоми, додека долгиот верижен алкохол има 16 до 30 јаглеродни атоми. При тоа, кога ќе дојдат во контакт, хидроксилната група од алкохолот влегува во реакција со карбоксилната група од масната киселина, така што електроните кои всушност се наоѓаат овдека на кислородот даваат парцијално негативен полнеж, овдека имаме парцијално позитивен, така што овие два атоми сакаат да дојдат во врска и за тоа да се оствари, при тоа се ослободува и молекула вода. Значи ова се заминува, всушност добиваме H2O. Сега, ако тоа го избришам, значи тука ќе остане молекулата на вода, овдека ќе го избришеме. Ева вака. И ќе бележиме дека тука се добива естерска врска помеѓу двете и добиваме восок. И ова е најпростиот вид на восок кој го сретнуваме. Сега, постојат различни восоци, зависи која масна киселина влегува во реакција, кој алкохол влегува во реакција, така дали масна киселина е заситена или не, колку е долга и така натаму. Но главната идеја останува иста. Сега, восоците во природа ги сретнуваме нели во сакето кое го градат пчелите, така птиците кои ловат во вода имаат восок на површината на нивните крилја со цел да не се намократ, нели кога гњурнуваат. Сретнуваме восоци, восочни материи на површината на листовите на голем број растенија. Кај некој повеќе се приметува, него кај некој други гледа како е рефлективно. Тоа восоците на растенијата главно се за да се спречи евапорација, но исто така ги заштитуваат од некои надворешни влијанија. Сега прво вас кој ќе ви спомнам восок, може да ќе ви текнеа свеки. Така, значи идете некогаш во црква, купувате свеки, тие се направени од восок. И порано, кога се правеле свеките, бидејќи свеките потекнуваат од многу одамна, така и кралеви и кралства имале свеки, се правеле од пчелин восок. Така го земале, го преработувале на одреден начин и правеле свеки. Нормално не биле добри како денешните, денеска има многу поразвиени методи, но таа е главната идеја. Исто и, например, печати, на писма кога се ставало, со цел да се знае дали некој го отварал писмото или не, се правеле од пчелин восок, кој бил преработуван и така натаму. Исто восоци се користат во столаријата за премачкување дрво и слично. Добро е што восоците се хидрофобни, така значи не сакаат вода, имаат релативно висока температура на топење, некаде над 60 степени Целзиусови, и лесно може да се прават во најразлични форми. Така значи кога се меки се налик глина. Така што може да ги поставиш у одредената форма, така дури се топли и меки, кои ќе се изгладат, ќе се стврднат и ќе останат во таа форма, така што може да се прават доста интересни работи. Восокот кој е кај пчелите е всушност овој. Сега изграден од повеќе материи, но главната компонента е оваа 3-аконтил хексадеканоат, што е главната компонента на пчелиниот восок, а всушност се прави од 3-аконтанол, алкохолот, и хексадеканска киселина. Влегуваат во интеракција, имаме естерификација, но се добива таква естерска врска и при тоа го добиваме дадениот восок. И тоа ви е доволно да знаете во однос на биохемија. Бидејќи главно не ги сретнуваме восоците, понатаму нема да ги сретнеме, зашто ние главно разгледуваме анималната биохемија, нели, ќе разгледуваме за човек, а во голем број метаболички процеси ги нема, односно во најголем дел. Главно може да ги сретнеме, не знам, кај некои секрети, кај одредени животни, како што видовме кај птиците, нели, површината, крилата, но и кај голем број вертебрати има восочни материи кои се лачат на површината кожата, така што даваат одредена заштита, ги штитат влакната и така натаму. Но главно тоа е тоа. Следни се сапуните, нема нешто што многу да се збори тука, сепак не се дел од биохемија, они се повеќе дел од органска хемија. Немаме метаболички пат во клетките кој што прави сапуни. Така, но сепак се интересни и се прават со помош на триглицериди, така што сметам дека вреди да ги разгледаме барем на кратко. Значи започнуваме со триглицерид. Него триглицеридов овдека, знаете веќе каква структура има. Под дејство на некоја си база, во овој случај натриум хидроксид,
се раскинува овдека естерската врска, во ред, така што се добиваат 3 слободни масни киселини и овдека скелетов од глицеролот. Сега, сушност се добиваат 3 вакви молекули, каде што помеѓу натриум и кислородот се образува јонска врска, значи тука имаме јонска врска, и остатокот си останува ист. Ова е всушност сол помеѓу натриум и вишата масна киселина. Сега, бидејќи се добиваат 3 вакви молекули, нели, зашто имавме 3 масни киселини кои се ослободени, поради тоа учествувале 3 молекули на натриум хидроксид, така, по една за секоја масна киселина. При тоа, хидроксидните иони кои се ослободиле, таман ги пополнуваат јаглеродните атоми кои останаа, што се добива молекула на глицерол. Во ред, значи ова иде таму, пополнува и се добива глицерол и така всушност се добива сапун. Сега, не мора да се користи натриум хидроксид, може да се користи калиум хидроксид, магнезиум, литиум или која било друга база. Порано, кога се правиле сапуни, се користело маст од кое било животно, некое се вадело, например, од крави или свињи, и понатаму се додавало пепел у истата, бидејќи во пепелта има некои базни соединенија кои што влијат на овој начин и така се добивал некој си сапун. Понатаму почнале да додаваат се подобри бази, така што добивале се подобри сапуни. Нормално денес не е сапунот само сол на натриум и виша масна киселина или пак калиум и виша масна киселина, се додаваат и многу други супстанци, така. Значи може да се додаде воздух со цел сапун да плови над водена маса, може да се, нели, се додава боја, мирис, се додаваат антисептични супстанции со цел подобро да убива патогени организми, односно какви било микроорганизми, или ако е нешто за чистење на некои површини кај што може да си погруб, се додаваат и абразиви, нагризувачки супстанции, исто го прават сапун да биде таков погруб. Иначе како всушност делува сапунот е по наследниот начин. Кога се добива таа сол помеѓу натриум и вишата масна киселина, гледате дека овдека јаглеродниот атом има нешто си по позитивен крај, кислородниот атом има нешто си по негативен. Така што овој дел од молекулата, со црвена боја, можеме да го сметаме за пополарен. Во ред? Значи тоа е поларниот крај. Додека остатокот од молекулата е неполарен. Поради тоа, опашкава, како неполарна, е хидрофобна, не ќе вода. Додека главава е хидрофилна, сака вода. Така што главата се раствара во вода, опашката се раствара во липиди. Во ред? Сега, кога тоа ќе биде аплицирано врз дадена мрснотија, така, например, рацете се мрсни или имаш некој парче облека кој е мрсно, молекулите се распределуваат на тој начин што поларните глави се кон водата, опашките се кон мрснотијата. И прават една мицела околу дадената мрсна капка и помагаат таа всушност да биде на некој начин растворена во водата и да може да се замине или со истата, така, кога ќе ги измиеш рацете. Ова исто влие и на мембраните кај различни патогени организми, иако онде имаат и всушност и клеточни зидови, сепак имаат и липиди. Нормално може да се навлезе во многу повеќе детали, не е толку симплифицирано во секој случај, но тоа е главното нешто што треба да го знаете. Сега за поинт исто може да ги потелиат домашни, недомашни, така зависи кој метал се користи. Често натриум и калиум се користи за домашни сапуни, а магнезиум, литиум и некои други метали се користат за недомашни сапуни за друга индустријска употреба. Инаку детергентите не работат на овој принцип, има друг принцип, односно слично работат, ама немаат иста структура. Значи тие се повеќе синтетски создадени, иначе се површински активни материи. И тоа беше главно се за ова видео, се надам дека научивте нешто ново. Ова веќе нема толку да се спомнува нешто во биохемија, едноставно сега го спомнавме колку да го имате на ум. Така, значи ова е повеќе склоп на органска хемија. Тоа е тоа, ќе се видиме во следното видео. Пријатно!